Сите наши вина ние најчесто сакаме да ги пласираме тука во самата винарија, да луѓето да дојдат, да пробаат, да ја видат природата, да ги вкусат сите локални специјалитети. И тоа е веќе начин на живот, не е веќе туризам. На брегот на Преспанското езеро по селото Арвати, Александар Димовски започнува својата приказна за одгледување на винова лоза и производство на вина. Па можеби на повеќето не им е познато дека во Преспа беше актуелно и грозјето беше, да речем, главна екзистенција до 60-тите години на минатиот век. Е тогаш како што почна иселувањето во Македонија, луѓето почна за подобра екзистенција, почна да одат да се селат, значи буквално цели фамилии во Австралија, во Америка, во Канада, и во тој дел тука имаше буквално можеби од 500 до 1000 хектари во Преспа лозја. Ние сме 7-ма генерација на производство на грозје и на јаболка. Пред 4 години започнавме малце попрофесионално да се занимаваме со винскиот дел, така да основавме и семејна винарија. И ова нас ни е сега 4-та берба, од тогаш па до сега. Овој дел беше посаден со 3 сорти најчесто, значи автохтоната наша единствена која имаме Станушина, Прокупец која е локална сорта и имаше Сензо, тоа е налик на денешниот мускат Хамбург, мускат на црна сорта. Моментално имаме околу 1,5 хектари со засади на лозје и во нив има неколку сорти, од кои имаме Станушина, Прокупец, сега засадивме Вранец, имаме Савиньон Бланк, Темјаник. Ние сме на 900 метри надморска висина и сега тука е интересно што имаме спој на 3 клими. Имаме медитеранска клима од Албанија, имаме планинска клима од Пелистер, националниот парк и Собаба планина, и имаме умерено континентална клима. Моментално имаме во нашата понуда 5 видови на вина. Имаме 2 бели, 1 розе од нашата автохтона сорта Станушина, како сега што можеме да го видиме. И на етикетата е самото Преспанско езеро. Виното се вика Лакус, што значи езеро на латински. И нашиот, да речам, слоган и на самата винарија кога почнавме и сега е Support and Promote Rural Tourism, односно да се поддржува руралниот туризам преку храна, преку вино. Преспа има огромен потенцијал и огромна можност да се насочи кон алтернативен туризам, односно да се направат локални, дали тоа ќе биде ракија, сокови, джемови, локално вино, и да се спари со храна. Тоа мислам дека и самите луѓе што доаѓаат и од странство, па и нашите од Македонија, тоа е многу интересно за нив. Моментално ние соработуваме со нив за генерален бренд на Преспа, значи сите производствени капацитети што се, да речам, вино, джемови, сокови, има луѓе што произведуваат лешник, масло од лешник, мед, значи тоа сето заедно да биде како една дали онлайн продавница или еден бренд каде што секој ќе може да е подостапно за сите луѓе кај нас. А исто така и UNDP работи со сместувачки капацитети, односно сега има грант за сместувачки капацитети кај што дел ќе се реновираат и дел ќе бидат за туристи да можат да престојуваат и така натаму. Ги охрабрувам и други луѓе да почнат со такво нешто, да си направат семејна винарија за почеток и малце да се збогати самата понуда тука во Преспа.